Почитувани, министерот Панче Тошковски е фатен жив во скандал тежок 4 милиони евра. Министерството за внатрешни работи доделило милионски тендер на фирма без ниту еден ден искуство. Истата е основана само 20 дена пред распишување на тендерот. Тошковски сам го потврди скандалот. Тој призна дека договори склучила фирма со само двајца вработени. Во обид да се оправда, Тошковски те се до заплетка со низан на контрадикторности и небулози, со кои ги потврди сите сомнежи за класична организирана корупцијска шема. Одиме поред. Тошковски вели дека се водел по квалитетот на понудата, а истовремено ги намалил критериумите за избор. Ако навистина се бира квалитет, зошто не биле поставени јасни услови за искуство и капацитети? Дали за тој квалитет се кријат квалитетни врски и провизии за Тошковски и ВМРО ДПМН? Очигледно го скроил по негов терк. Се е бизнис интерес на оваа влада на ДПМН. Како е можно фирма, што до тогаш не постоела, да ги исполни сите услови и да достави мостри за квалитет, каков што тврди Тошковски? Кој ги кажал условите однапред? Кој ја подготвил фирмата да учествува и да победи? Каде тие мостри биле доставени? А фирмата не ни постојала. Никој овде не е наивен. Постојат основани сомнежи за местење тендери и блиски релации. Овде не станува збор за случајност, станува збор за системска корупција на ВМРО ДПМН. Затоа СДСМ бара итна постапка од јавното обвинителство, распит на сите лица вклучени во скандалот, испитување на можни кривични дела, злоупотреба на службена положба, местење тендери, перење пари и поништување на целиот тендер. Дополнително бараме јавно да бидат објавени резултатите и споредбите на мострите по ваквите анализи. Кои биле критериумите за анализа и споредба на мострите од различните фирми? Кој е резултатот за секоја фирма и како се оценети сите учесници на тендерот? Граѓаните заслужуваат одговори, заслужуваат да видат каков тендер скроил Тошковски и за кого го шиел истиот.